Представка, а потоа и тужба најавуваат родителите на децата со посебни потреби отколку нивните деца, наместо на училиште, првиот учебен ден го поминаа дома, бидејќи државата ги остави без асистенти. Да, ќе поднесам представки секаде каде што треба. И исто така ќе поднесеме и тужби повеќе водители. Сега се договараме дали да оде како групна тужба до Министерството и до Владата. 3 дена од почетокот на учебната година, дали децата ги добија нивните асистенти? Лошо се чувствувам. Значи, детето ми седи дома, наместо да биде со договарчињата во школските крупи. Се надеваме дека наскоро наредната недела може би ќе добијат повторно асистенти нашите деца за да можат да почнат на училиште. По колективниот отказ на околу 800 асистенти на деца со посебни потреби и негативните реакции се огласи и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која апелира до Министерството за образование и наука да ги почитува врската за обезбедување на правото на образование за секое дете без дискриминација, а при тоа апелирајќи. Ги повикуваме сите родители и ученици на кои од овие причини им е оневозможено правото на образование да ја пријават дискриминацијата до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, додека Комисијата по службена должност ќе се обрати до училиштата со ресурсен центар за да ја утврди физичката состојба со процесот на селекција и склучување на договори за работа со образовните асистенти. Стои во обраќањето на Комисијата. Реакцијата на Мијалков за ставот на Комисијата е следниот. Фала му на Господ се гледа дека барем некои институции работат како што треба. Владата во меѓувреме итно распиша конкурс за прием на 800 асистенти за децата со посебни потреби, потенцирајќи дека ниту едно дете нема да остане незгрижено.